Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание од емисијата Мој став на интернет фреквенцијата на М телевизија. Ви благодарам што не следите и во оваа емисија, ви благодарам што не следите на нашата интернет фреквенција и на нашиот YouTube канал. Во ова издание од Мој став разговарам со Бојан Богдановски, клинички логопед и специјалист, магистар по специјална едукација и рехабилитација во областа на интелектуалната попреченост и аутизмот. Да не изгрешам јас нешто во најавата, ќе го поздравам и најавам мојот денешен гостен и соговорник. Бојан, ви благодарам што прифативте мојата покана да бидете дел од Мој став на М телевизија. Добар ден, ви благодарам вам за поканата и еден голем поздрав за сите оние кои не пратат во моментот. Ти благодарам што ми ја прифати поканата. Имаме неколку теми во мојот концепт на кои што ќе дадеме посебен фокус за вечерва. Имено ќе тргнеме од она кое што најново се случи кај тебе, впрочем и во твојата професионална кариера, а тоа е тестот за логопедска процена на афазија, кој што одекна и како во јавноста во последниот период. Велиш проект на кој што се работеше повеќе од 4 години. Тест кој што ги проценува сите сегменти од говорот и јазикот поврзан со една состојба афазија, која што ќе објасниме малку подоцна. Што всушност представува тестот за логопедска процена на афазија, Бојан? Како што кажува и самиот наслов на трудот, односно тест за логопедска процена на афазија, пред се беше една идеја како резултат на недостаток на тестови логопедски во нашата земја. Обично ние порано сме купувале тестови од другите земји, односно од странство, потоа ние тоа сме го преведувале на македонски јазик, што е доста голема потешкотија и на некој начин губиток на време за нас, професионалците, односно логопедите во Македонија, и секој што треба да знаеме дека не секој тест од странство е стандардизиран за наше подневе, бидејќи нели секогаш стандардот на живот е малку поразличен, како и јазично говорно јазичното подрачје, но затоа за таа цел се решивме поради се поголемиот број на пациенти, односно лица со афазија, да направиме нешто на македонски јазик кој што те служи како на логопедите, така и на овие лица со афазија. Така, да ние говориме на памет, јас би сакала на самиот почеток да објасниме состојбата на афазија, еве за сите оние лаици кои што не следат и кои што можеби не знаат што означува состојбата со афазија. Споменавме говорот и јазикот, меѓутоа еве ајде од професионалец токму за афазијата. Така, афазијата е позната, односно општо прифатена дефиниција дека представува нарушување или губење на говорот и јазикот предизвикано по повреда на мозокот. Најчесто таа повреда на мозокот е мозочиот удар, кој што е едно најчестите причини или за појава на афазија, но тука може да бидат и многу други состојби, односно инфекции на мозокот, потоа некои трауми на главата, односно при сообраќајни несреќи, при војни, потоа тумори кои што вршат притисок на околното ткиво, односно голем број на причини кои што придонесуваат кај овие лица да се оштети говорот и јазикот. И тоа најчесто се лица на поголема возраст, односно плюс 50, но за жал од ден во ден се повеќе има и помлади личности, па дури и деца каде што се појави детска афазија. Да, тоа и ќе ве прашав, која е возрастната граница најчесто, на која возраст се појавува состојбата или веќе нема некоја одредена возрастна граница? Па во просек се појавува кај лицата порано, значи она што е познато над 60-70 годишна возраст, па потоа имаше некоја како да кажеме време каде што се јавува на над 50 годишна возраст, но веќе не само за афазијата, туку и за голем број други медицински состојби, веќе чак и нема возрастна граница, туку се јавува тоа и кај деца, се јавува и кај млади личности, па затоа мораме да се посветиме на што подобра диагностика, превенција и што поквалитетен третман. Потребни повеќе од 4 години, односно тестот се создаваше со низа истражувања, претпоставувам тука беа вклучени некои ваши колеги и самиот за себе велите дека вашата кариера започнува токму преку лицата со афазија, преку кои што доаѓате и до повеќе сознанија кои што еве вака и во пракса ги искористувате во литературата која ја создавате. Како се создаваше тестот за логопедска процена? Пред се за нешто да се создаде мора да постои идеја, односно она што велат, доколку ви недостасува одредена книга на вашата полица, тоа сте вие кои треба да ја напишете оваа книга, па тоа беше во мојот случај, самото тоа што од првиот ден на мојата логопедска кариера јас се соочив со афазијата, односно со пациенти со афазија, тогаш човекот ги забележува своите премности и недостатоци, тогаш ја забележав дека имаме недостаток
на литература на македонски јазик, како и логопедски тестови на македонски јазик, па се решив дека треба да се започне иницијатива и да се направи нешто на македонски јазик за македонските пациенти, односно пациентите во нашата држава, така да можеме да кажеме дека се вклучија 57 лица, односно пациенти со афазија, 57 лица кои што имаат здрав говорно-јазички статус, каде што тие беа контролна група и потоа во целиот овој период како се градеше, креираше самиот тест, тој се применуваше кај овие две групи, така да на крај направивме една статистичка обработка и стигнавме до заклучок дека навистина овој тест добро ги детектира говорни јазичните оштетувања кај лицата со афазија и на крај добивме на валидација дека тој може да се користи во секојдневната пракса. Нормално тука беа вклучени рецензенти, односно логопеди, дефектолози, психолози, кои што го подпомага овој труд со своето знање, со своето искуство и кариера, кои што меѓу другото секојдневно работат, се професори, доценти, и стигнавме до заклучок дека ова треба да се реализира како еден комплетен пакет и проекти, дека треба да допре до јавноста, односно до стручните лица и до лицата со афазија. Така, и до онаму каде што е најпотребен. Тоа ми наговестува едно друго прашање, а тоа е за кого пред се наменет тестот. Споменавте дека нема ваква литература доволно кај нас. Дали тоа значи дека и за колегите логопеди, можеби за студентите логопеди, ова ќе биде една добра книга, добра литература која што ќе се искористат и при студирањето, покрај нели за лицата на кои што е посветена на лицата со афазија, и како ќе се применува, како ќе се користи тестот? Тестот е доста едноставен, практичен и затоа тој во себе покрај тоа што оваа книга го содржи самиот тест, таа во себе содржи теорија за афазијата и опишува клиничката слика и дефинирањето на афазијата, каков е третманот на афазијата и има начин, односно упатство на употреба како детално да се примени овој тест. И точно да, самиот наслов кажува тест за логопедска процена на афазија. Овој труд, односно овој тест е наменет за колегите логопеди, односно да си олеснат својата работа, со самото тоа ќе овозможат поквалитетен пристап, поквалитетна процена и диагностика, понатаму и третман за лицата со афазија. А нормално, затоа што и дефектолозите, и психолозите, како и невролозите, медицинските лица се занимаваат со оваа проблематика, можеме да кажеме дека може да најде примена овој тест и во нивната секојдневна пракса. Така. Ајде малку во пракса како се случуваат и одвиваат третманите токму за оваа состојба, колку се долги самите третмани. Дали ова значи дека таквата состојба е излечива, колку е потребно трпението, работата од страна на нели пациентот, зависи сигурно се од пациент до пациент, меѓутоа како се одвива целиот тој третман во пракса, Бојан? Пред се, како што и кажувам во самата книга, човек треба да му подаде рака на човека, за да може да се постигнат најдобри резултати, бидејќи лицата со афазија се лица кои што замислете биле мали деца, потоа тие се развивале, биле средно образование, потоа факултет, имале кариерни достигнувања, на приватен план се оствариле како родители, како партнери, некои како баби и дедовци, на крај поради оваа состојба буквално на вас ви се руши оној квалитет на живот, односно целиот свет околу вас се руши. Тука ние треба да прво да подадеме рака, да покажеме многу разбирање, трпение и да им дадеме подпора и поддршка на овие лица, на некој начин да вратат својата самодоверба, за да може да се посветат и да се соработуваат со нас за време на третманите, а самиот третман е строго индивидуален и е наменет и креиран строго според состојбата и потребите на самиот пациент. Тоа подразбира, доколку пациентот има оштетување на именувањето и повторувањето, тогаш ние треба го посветиме и пренасочиме третманот во таа насока. Доколку има потешкоти во читањето и пишувањето, потоа значи се посветуваме, се зависи од каде имаме оштетување. А оние аспекти на говорот и јазикот кои што не се оштетени, ние дополнително треба да ги хиперстимулираме за да можеме да ги сочуваме врз база на нив, да ги градиме оние кои што моментално се оштетени. И сега каква е свеста кај пациентите за токму за лекување или третирање на состојбата со афазија, каква е свеста за посетеноста на логопедот како нели лице кое што се занимава токму со ваквите? Колку доаѓаат, колку приуѓаат луѓето?
Па благодарение на добрата соработка помеѓу нас логопедите и вас медиумите, се повеќе се зголема јавната свест за овие состојби, но кога зборуваме за афазија би рекол дека тоа не е состојба која што е доволно презентирана пред јавноста, односно пред народот, колку што пример е презентирана аутистичниот спектар на нарушување. Иако ние го ставаме фокусот секогаш нели на децата, треба да го ставиме фокусот и на возрастните лица, бидејќи реалноста дека кај нас во Македонија, кога едно лице има мозочен удар, тоа најчесто доживува нели хемипареза, доживува ошетување на говорот, но фокусот се става само на тоа лицето да преживе. Так. Да, треба да преживе, но никогаш не треба да го заставиме односно квалитетот на животот. Бејќи овие лица поминуваат потоа низ многу фази, односно тоа лице проаѓа низ фаза на бес, потоа се чувствува изолирано, бидејќи не може да се искаже, значи пред околината да биде разбрано од околината и на крајот од денот тоа се разочарува и се јавува една депресивна фаза, каде што затоа треба да се започне со адекватен третман покрај невролошкиот, да се вклучи и психолог, да се вклучи и логопед, физиотерапевт и така натаму. Да, токму и во таа насока ми да, беше прашање. Да се даде мултидисциплинарен. Колкава е свеста за потребата од логопедот како лице кое што ја детектира и кое што ја нели лекува ваква состојба? Па за разлика од пред неколку години можам да кажам дека сега се поголема и поголема е свеста за третман на афазија, но сепак недоволна за да кажеме дека логопедот адекватно врши својата работа, затоа што кај нас можеме да кажеме дека лицата кои што се по финансиски стабилни се оние кои што први се јавуваат на логопед по афазија, но за разлика лицата кои што нели немаат доволно финанси, не би можеле да ги приуштат сите овие третмани како што се логопед, психолог, дефектолог, бидејќи каква е овде законската регулатива можеби за ваквите третмани? Па видите, законската регулатива секогаш зависи од она што го пропишува медицинската етика, односно медицинската норма, како треба да изгледа еден третман. Тој третман го спроведуваат стручните лица, односно невролози, педиатри, логопеди, се зависно нели за која состојба станува збор. А конкретно за афазијата, првото лице со кое се соочува, тоа е неврологот, односно неврологот е тој кој што им посочува на пациентите дека има потреба од говорна јазичотерапија, од психолошки третман. Неврологот ги упатува на... Ги упатува. Затоа можеме да кажеме дека медицинските лица се оние први кои што даваат превенција, детекција, диагностика и третман, и од тоа зависи во глобала регулативата на самите третмани. И колку е подобра мултидисциплинарната комуникација, односно комуникацијата меѓу тоа ќе меѓу медицинските лица, толку ќе биде подобар и третманот за самите пациенти. Да, а каква е соработката со медицинските лица конкретно со клиничките логопеди, со психолозите, со дефектолозите? Имате ли вие соработка? Пред се да кажам дека логопедот е медицинско лице, како и сите други, да. И дека комуникацијата конкретно во мојот случај е одлична, ние добро соработуваме и затоа секогаш ги советувам помладите колеги, а и нормално и повозрастните колеги, дека само добрата комуникација ќе даде добри резултати кај самите пациенти, па затоа и се повеќе има работилници за медицинска интерперсонална комуникација. Да, кога сме веќе кај работилниците, се одржа една работилница чином пред само неколку дена во соработка со Гаспар, Центарот за психофизичко здравје, на кој што беше како предавач се јави. Што се случуваше? Има ли одзив на таквите работилници, еве конкретно од колегите од клучните лица? Кај нас до сега за афазијата немало голем број на семинари, работилници, генерално сме оделе во Србија, Хрватска и така натаму и други земји во странство, но по излегувањето на овој труд доста беше добар одзивот и од колегите и од јавноста, односно од семејствата кои што имаат лице со афазија, па затоа заедно со Гаспар Центар се одлучивме да направиме работилница за логопедска процена на афазија, каде меѓу другото ќе го презентираме и овој тест, така што одзивот беше одличен. Не се јавија само колеги логопеди да присуствуваат, туку се јави дефектолози, образовни асистенти, психолози, студенти. Студенти доаѓаат ли? Да, со тоа што се покажа доста голем интерес, па затоа еве еден апел дека сите ние заедно колегите логопедите треба заедно со вас нели медиумите да работиме на тоа да подкрепаме состојбата не само за афазијата, туку и за сите други состојби кои ги третира логопедијата.
Така, кога говориме за проблеми со говорот покрај возрастната група и она категорично специфична група за состојбата со афазија, која што кажавме дека веќе малку границите и се изместени, неспорно е да споменеме една друга група со која што вие работите како клинички логопед, а тоа е групата на дечињата, кај кој што исто така се јавува проблем со говорот. Како треба да се развива говорот кај едно детенце? Секогаш развојот кај децата може да се каже дека е индивидуален. Односно, некој дете може да проговори многу порано, односно на 2 годишна возраст, некој може да проговори и на 3 годишна возраст. Но сепак постојат одредени норми каде што педијатарот пред се треба да ги следи, односно како се развива едно дете, не тоа само во смисол на говорно јазичниот развој, туку и во смисол на развојот генерално пред се однесувањето, така што треба родителот да се консултира и советува со стручно лице, односно со логопед, оној момент кој ќе се посомнува во развојот на детето. А кој е тој момент? Оно што нели сите ги интересира. Тоа е оној прв момент кога се јавува сомнежот кај родителот дека моето дете се разликува во некои сегменти од другите деца. А секој од нас не секогаш сака да ја прифати реалната слика ради X причини, нели? Но длабоко во себе знае дека постои нешто кое што копка и кое што треба да побара стручна помош. Тоа е оној момент кога станува збор дека постои атипичен развој или пак постои разлика меѓу атипичниот и атипичниот развој. И затоа кога постои сомнеш, секогаш треба да се советуваме со стручно лице. Препорачувате ли рутински контроли можеби на дечињата, родителите да ги донесат кај логопед, чисто да ги види како напредува, како... Како што спомнав, пристапот треба да биде мултидисциплинарен. На запад тоа е доста развиено, односно дека детето не треба да оди само на тематичен педијатар, да, кога е болно, туку треба да го посетува низ развојни скали, тоа не само во првите години од животот, туку можеби дури до 7-та година од животот, бидејќи живееме во едно невреме, не само време, каде што за жал се поголем е бројот на деца со развојни растројства и затоа треба да се посети и психолог, да се посети логопед и дефектолог кои што ќе го пратат развојот. Не значи дека едно дете доколку доцне во одреден сегмент дека мора да има одредено растројство, туку некош може да стана збори за индивидуален развој на доцнење, затоа што тука играат многу фактори, односно средински, генетски фактори, така натаму, па затоа значи следењето од стручно лице е многу важно. Навистина живееме во едно малку поинакво време, па така дали поминувањето пред телефон, пред лаптоп, таблет и сите оние уреди кои што несомнено се присутни во развојот на едно дете, може да значи задоцнет говор, да влијае на задоцнетиот говор? Знаете како, постојат многу теории, да речеме, кои што се уваат на оваа тема, кога станува збор за изложеност на модерна технологија. Да, технологијата, односно преизложеноста на истата предизвикува задоцнување на говорно-јазичниот развој и општо, значи во развојот кај децата, но таа не е главна причина за појава на растројство. Значи, тука мора некои работи да се разграничат и да се објаснат за јавноста. Често пати се уваат родители кои што добиле совет дали од нивни пријатели, дали од нивното пошироко семејство, дали од друго стручно лице, дека технологијата предизвикала оваа состојба. Не, технологијата не може да предизвика развојна дисфазија, не може да предизвика аутистичен спектар, затоа секогаш кога постои сомневање во развојот на своето дете, да не се препишува тоа само на технологијата, туку да се побара стручно мислење, бидејќи дека некогаш може стварно да станува збор за развојно растројство. Така, меѓутоа еве еден клинички логопед што ги советува родителите? Конкретно ме интересира за технологијата. Така, знаете како, најлесно е да се суди на младите родители и на децата, на овие нови генерации, дека вие не треба да гледате телевизија. Во наше време ние немавме телевизија, нормално дека не сте гледале, пошто и не била толку голема достапноста до модерна технологија. Можеби ние да сме биле сега деца од 2-3 години, ќе живеевме исто онака како што живеат денешните деца. Затоа не треба тука да судиме, но кога станува збор за технологија, да, детето треба да биде изложено на некој начин на технологија, бидејќи тоа е секој наше, секој неви. Но тоа да биде минимална изложеност, да биде изложеност на македонски јазик и оно што детето гледа треба да биде реално.
односно да не биде целосно анимирано со нереална содржина што би предизвикало и деструктивно однесување на некој начин кај детето. Затоа и се поголем број на децата кои што се оставаат пред содржини неадекватни за нив и за нивната возраст, и потоа кога им се побара од родителот телефонот, детето доживува агресија, фрустрација и од тука започнуваат оние први проблеми. И сето тоа да биде контролирано на начин на кој што родителот ќе знае што прави детето со тие уреди. Јас би се надоврзала. Со кои предизвици се соочува логопедската професија, Бојан? Денес со оглед дека живееме во едно навистина брзо време, современо општество, 21 век, ќе се сложиме дека свеста е малку подигната, како е кај нас? Па морам да кажам дека една гранка секогаш се гради така што во нејзе се вложува од страна на лицата кои што работат во истата професија. Така што конкретно јас, колегите кои што веќе работат, новите колеги допрва кои доаѓаат, треба секогаш професионално да ја работат својата работа, морално, етички, како би создале подобри услови за самата наука, но и подобри услови за оние лица кои што барат помош од нашата наука. Тоа е цел поврзан систем каде што ние секојдневно треба да вложуваме за да имаме подобро утре, а тоа ќе го правиме на тој начин што ќе го споделуваме знаењето меѓусебно, нема да бидеме суетни и ќе вршиме подкревање на јавната свест за логопедијата, бидејќи како наука, иако сега е многу потребна и актуелна, јас верувам дека за жал ќе доаѓа, за жал, на некој начин, се поголем и поголем бројот на деца со развојни расстройства, таму ќе биде се поголема потребата од логопеди. Така, ќе се надоврзам кон тоа по вокација магистар по специјална едукација и рехабилитација во областа на интелектуалната попреченост и аутизмот, па и во контекст на тоа како ќе ги окарактеризираме овие состојби кои што за жал се зачестени денес. Аутизмот останува една голема мистерија, постојат се повеќе научни истражувања кои што покажуваат дека причината за тоа е генетиката, невробиологијата игра големи клучни фактори, голем број средински фактори, но на крајот од денот конкретно за аутистичниот спектар причината останува идиопатска, односно непозната. Она што останува на науката, односно на медицината, да продолжиме да истражуваме кои се причините, како да истражуваме како да го подобриме квалитетот на живот на овие лица, а истото важи и за интелектуалната попреченост. Постојат голем број на причини кои што предонесуваат како пред бременоста, така за време на бременоста, така и по самата бременост. Некои се детектираат конкретно, некои не се детектираат. Затоа велам, тоа станува една голема мистерија која што ти треба долги години уште да се истражува, но најважното е тоа да спроведуваме професионален и научно докажан третман, затоа што само така постигнуваме добри резултати. Го споменавме тестот кој што се случи од неодамна, сработили на некој друг проект, ќе видиме ли нешто ново наскоро од Бојан Богдановски, се истражували можеби на некоја нова област? Така, оваа година доста научни истражувања спроведовме, дел од нив ги презентиравме во Македонија, дел од нив ги презентиравме надвор од Македонија, каде што имаше добар одзив од професионалците од другите земји. Можеме да кажеме дека тука не застануваме, наспроти треба да работиме на логопедијата и на подоброто утре, така што се работи, значи, благодарение не само на нас, туку и на нашите пациенти, преку кои секојдневно стигнуваме до нови сознанија. И затоа би рекол дека драго ми е што постојат и медиуми, водители како тебе, Викторија, кои што да се наоѓаат во пресред, да не поканат нас, стручните лица, да го споделиме ова со јавноста, бидејќи јавната свест конкретно кој овие состојби најзначителна. Така и потребна навистина. Ке се случат ли нови работилници? Имаме уште нешто многу малку од годинава, што е предвидено до крајот на годината. Спремаме и докторски студии, така да чинам дека 2025 ќе биде плодна за вас како професионалец. Така, за оваа година имаше доста кариерни достигнувања, меѓу кои овој тест за логопедска процена на афазија. Она што би рекол дека продолжуваме понатаму, дека во новата година продолжувам со моите докторски студии, каде ми остана уште многу малку, благодарение и на мојата менторка, значи правиме едно научно истражување кое што вклучува над 350 испитаници, што е доста голема бројка за едно научно истражување и верувам дека кога ќе биде објавено, ќе биде едно буквално ново сознание за целата наша струка и со ова што ние се занимаваме во секојдневната пракса.
Многу ти благодарам што токму овде направивме една мала промоција на тестот за логопедска процена, кој што верувам дека ќе стигне токму онаму каде што е најпотребно. Ти посакувам на уште многу професионални кариерни достигнувања, посакувам да работиш токму по овој пат, бидејќи навистина тој вистинскиот пат, посакувам уште многу успеси Бојан. Се гледа дека кога човек си ја работи работата со љубов и навистина многу ми е драго што постојат такви професионалци кај нас. Посакувам да се подигне свеста за потребата од логопед и сите професионални стручни лица и да се гледаме само за важни и убави теми со тебе. Ти благодарам уште еднаш. Ти благодарам и тебе, Викторија. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Разговарам со Бојан Богдановски, клинички логопед, магистар по специјална едукација и рехабилитација во областа на интелектуалната попреченост и аутизмот. Се надевам дека говоревме за важни теми кои што ве засегаат и допираат. Овде ве поздравувам и најавувам наше народно видување за 7 дена од сега.